почитуван председател на Собранието, почитуван председател на владата, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денешната предлог реконструкција на владата, предводена од ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски, е олицетворение на елементарната непогода која што зафати Македонија под водство на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. Ова е тотална катастрофа што се случува на граѓаните и нашата држава во овие 2 години. Со право македонската јавност и македонскиот народ коментира дека ова е најкатастрофалната влада во поновата историја на Република Македонија. 2 години влада под раководство на Христијан Мицкоски не само што не промени ниту еден потек, не само што не направи ниту еден чекор, не само што не направи ниту една реформа, не само што не ги донесе европските стандарди туку не врати цела деценија назад. Не врати во времето на Никола Груевски, во времето на заробената држава, во времето на комплетна изолација, на уништен стандард за граѓаните. Ги осиромашите граѓаните, ги понижите граѓаните, ги понижите земјоделците. Наместо владење на правото имаме владење на корупцијата, владење на неправото, партизација на секоја пора во општеството, нефункционалност на институциите, уништување на образованието, уништување на здравството, потценување и пресметување со сите оние што имаат поинако мислење од Мицкоски и кои имаат храброст тоа јавно и да го соопштат. Пред нас денеска имаме признание за неуспехот на владата на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. За жал не само што имаме признание за неуспехот, туку имаме потврда дека не чекаат уште полоши години. Овој предлог јасно ни покажува дека ниту Мицкоски, ниту тие околу него имаат визија за тоа како да ја водат државата, како да го подобра животот и стандардот на граѓаните, ниту пак имаат знаење за тоа. Денеска видовме дека ниту Мицкоски, ниту ВМРО ДПМН, ниту пак владеачките коалициони партнери немаат ниту едно кадровско решение кој што ќе донесе нова свежина, немаат никаков потенцијал. По само 2 години мандат, премиерот ги медува министрите за кои до вчера ги бранеше и ги представуваше како успешни. Ако биле успешни, зошто премиере денеска ги сменувате? Ако не биле успешни, тоа зошто 2 години ги убедувавте граѓаните дека владата испорачува резултати? Која е истината? Она кога од оваа говорница ги браневте овие министри што денес ги менувате, или оваа реконструкција преку која признавате дека тие не работеле добро и се потврдува оно што ние како опозиција со месеци го зборувавме? Почитувани, пред изборите се расфрлавте со еден куп на ветувања. Ветувавте се и се што само за да дојдете на власт и да седите во тие удобни фотели. Едно од тие ветувања не остваривте. Само се грижите како што подлого да ги зачувате фотелите, а со еден прст да не мрдите и да направите нешто за граѓаните. Ветувавте правда, а што добивме? Ни П од правда и владење на правото. Напротив, ја партизиравте правосудната власт, а со оние кои ви се спротивставуваат, легувавте во директна пресметка. Ветувавте безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата. Ништо од тоа. Ветувавте силно земјоделство, а земјоделците ги оставите без субвенции и без поддршка. Ветувавте подобар животен стандард, а немате слух за покачување на минималната плата. Дополнително ги доосиромашите работниците. Со синдикатот што бараше подобар стандард, влеговте во војна. Ги следите, ги фотографирате, им се заканувате на секој чекор, типично за ВМРО ДПМН како од пред 10 години. Ветувате достоинство за наставниците, а сега најавувате дека ќе ги бркате од работа, а селекцијата секако ќе биде врз основа на партиска припадност и послушност. Ветувавте дека ќе исправите сите погрешни политики на претходната власт, а 2 години се подпирате само на популистички наративи, бидејќи ништо друго и не знаете да направите. Само популизам и лажен патриотизам им нудите на нашите граѓани. Со тоа ниту ќе има подобар стандард, ниту европските вредности ќе ги донесете тука, ниту ќе има владење на правото и исправување со корупцијата. За да има развој, господин Мицкоски, треба да ги засукате ракавите, да работите и преземете одговорност, да ја поведете државата напред, а не да се криете зад лажниот патриотизам. Почитувани граѓани, во изминатите 2 години од оваа говорница постојано предупредува за состојбите на Министерството за земјоделие и за најкатастрофалниот министер Цветан Трипуновски. Предупредува дека земјоделството се движи во погрешна насока, дека нема соодветни политики кои ќе возможат развој на оваа важна гранка од нашето стопанство. Предупредував дека нема визија, дека нема резултати, дека има само криминал и рамилак на грбот на земјоделската мака. Одговорот на владата секогаш беше дека се е во најдобар ред, дека министерот има се под контрола, дека е чесен, дека работи напорно и дека има резултати. И денеска самиот премиер призна дека не било тоа така. Министерот Цветан Трипуновски си заминува
но сомнежите за неговата работа остануваат. И штета што за овие 2 години тој направи што направи штетата останува. Смената на еден министер не може да избрише одговорноста за политиките што се водеа овие 2 години. Остануваат блокирани 128 милиони евра европски средства што требаше да завршат кај македонските земјоделци. Остануваат проблемите со ИПАР, остануваат незадоволните тутунари на кои што им ги скратите субвенциите. Остануваат разочарани земјоделците. ВМРО-ДПМНЕ денеска бега од ресорно земјоделие, затоа што толку таму најасно се гледа разликата помеѓу ветувањата и резултатите. Свесни за штетата што ја направија сега земјоделството го даваат на коалициониот партнер, знам, мислејќи дека земјоделците ќе заборават на маките што ги тргаа овие изминати 2 години. Ниту земјоделците имаат амнезија, ниту граѓаните забораваат колку штета направите во овие 2 години. Истата слика гледаме во Министерството за правда. Единствено нешто кој што направи министерот за правда е тоа што во филока го чуваше барањето за екстрадиција на Никола Груевски. Никакви реформи, ништо буквално не се направи во тоа министерство. Но граѓаните не можете да ги излажите така лесно. Точно знаат и препознаваат кој што направил. Дворските игри што ги се случуваат во ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата не поминуваат повеќе кај граѓаните. Од министрите за чие работење предупредував тука во ова собрание останува Панче Тошковски. Замислете, Панче Тошковски останува министер за внатрешни работи после сето она кое што му се случува во Министерството за внатрешни работи. Од скандал до скандал. Секој ден имаме скандал кој што го карактеризира ова Министерство за внатрешни работи и поготово господинот Панче Тошковски. Само денеска од полициска станица во Кочани на самиот министер му бега наркодилер во полициска станица. И замислете, тој истиот министер останува да биде се уште министер за внатрешни работи. Му се случи Кочани. Што се не уште му се случи на тој министер за внатрешни работи, но едно е сигурно, а тоа е дека е заштитен лично од Христијан Мицкоски. Едно кое што сакам тука пред македонската јавност да ја потсетам, почитувани колеги, а тоа е и за Бехтел Јенка. Во опозиција зборувате за историски криминал, на власта истиот проект стана приоритетен инфраструктурен проект. Па што се промени кај вас, почитувани? Проектот или самите ваши ставови? Типично за ВМРО-ДПМНЕ, едно зборува во опозиција, друго прави кога е на власт. Лажни ветувања, лажни обвинувања само за една цел, да дојде на власт и да направи што е поголем, можно поголем хаос, да ја уназади државата што е можно повеќе и да ги задоволи личните партиски и финансиски интереси што е можно повеќе. Тоа е начинот на функционирање на ВМРО-ДПМНЕ и денеска и пред 10 години. Нема разлика. Да се освара малку и на образованието. Она кој што го направите под превезот на оптимизација, ги уплашите наставниците, им ги загрозите работните места, ги уплашите учениците, ги уплашите родителите дека ќе ги бркате од работа. Каде ова им го ветивте, почитувани колеги, во вашата предизборна програма? Нема област, почитувани колеги, каде што нешто функционира. Буквално направивте пустош во секоја пора од општеството. Но едно да знаете, граѓаните нема да ви го заборават овој пустош кој што го направивте. Не може да ги вратите европските средства. Ниту пак граѓаните ќе заборават штетата што им ја направивте. Не можете да ја вратите довербата кај земјоделците. Не можете да ги избришите неисполнителните ветувања за правда. Буквално се што ветивте пред македонската јавност за време на изборите, буквално се излажавте, господин Мицкоски. Дофрлајте колку сакате од место, но едно ви се познава, тоа е стравот, затоа што граѓаните препознаваат лагата која што им ја подававте за време на изборите и ништо тука не испорачавте. Ништо, буквално ништо не испорачавте. За жал, како што кажав и претходно, почитувани колеги, ако се водри кадровскиот потенцијал, кој што сега ни е пред нас тука, едно ќе покажеме дека не само што е лошо, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, ќе биде уште полошо. И на крај, господин Мицкоски, ќе ви порачам само едно. Слушајте внимателно. Министрите, господин Мицкоски, можете да ги промените, но не можете да ја смените вистината. А вистината е дека по 2 години ова влада не ги испорача ветувањата што ги даваше за време на изборите. Буквално ги излажавте граѓаните за сите оние работи кои што ми ветувавте за време на изборите. И затоа, бегање од вистината нема. Колку и да лажите, колку и да се храбрите ни со други тука, пред македонската јавност мора да одговорите на овие крупни прашања. Благодарам. И јас ви благодарам. Радост per fjalës deputat. Следна за збор е пратеничката Рина Айдари.